Добар ден, време е за пладневните вести на Канал Плюс. Еве што ќе гледате. Директорот на управата за имотно-правни работи и градоначалникот на општина Пехчево вчера остварија работна средба на која се разговараше за економскиот развој на општината. Сите земјоделци кои беа поплавени во месец февруари можат бесплатно да се снабдат со отров против глодари во ветеринарната станица во општина Штип. Граѓаните кои ќе престојуваат подолго од 3 месеца во странство ќе мора да се пријавуваат во Министерството за внатрешни работи. Земјоделците од поплавените подречја во општина Штип може бесплатно да се снабдат со отрови против глодари во ветеринарната станица во Штип. Во април општината ќе изврши целосна дезинфекција и дератизација во градот, како и заштита од болеста туларемија. Кочани и Чешиново облешево ја завршија вонредната дератизација. Општина Штип и ветеринарната станица обезбедија известна количина отров за третирање против глодари. Отровот ќе се распределува на сопствениците на имоти од поплавените подрачја, каде што по повлекувањето на водата постои опасност од наезда на глодари. Обезбеден е отров во соработка со ветеринарната станица од Штип. Отровот е бесплатен и заинтересираните странки можат да го подигнат од ветеринарната станица секој ден до 20 часот. Отровот ќе почне да се распределува од утре преку ветеринарната станица во Штип, а критериум ќе биде површината со која располагаат земјоделските производители. Критериумите за доделување на отровот ќе биде собствениците кои имаат претрпено штети од поплавите и ќе се доделува ќе се дели во ветеринарната станица на основа квадратурата која е зафатена од поплави. До собствениците на загрозените подрачја апел од надлежните за примена на сите превентивни мерки при третманот со отров. Градоначалникот на општина Пехчево и директорот на управата за имотно-правни работи вчера остварија средба на која се разговараше за економскиот развој на општината, каде директорот најави поддршка во рамки на своите ингеренции. Средбата е дел од акцијата Отворените денови на управата за имотно-правни работи. Во рамки на спроведувањето на акцијата Отворени денови со Министерството за финансии, Управа за имотно-правни работи, директорот на управата Зоран Крастановски ја посети општина Пехчево, каде оствари работна средба со градоначалникот Поповски. Се разговараше за економскиот развој на општината, главно во делот каде управата може да помогне во рамки на своите ингеренции. Денес со градоначалникот дискутиравме за повеќе теми кои што се од интерес на развојот на општината и теми кои што се поврзани со соработката на општината со управата за имотно-правни работи. Главно се во прашање реализација на проекти од видот на индустријски зони кои што општината ги реализира, во кои што управата ги води претходно постапките за експроприација. Секако ни предстојат уште многу активности и проекти кои што градоначалникот ми ги презентираше, кои што во иднина ќе значат секако заживување на овој крај и на општината. Ние како управа ќе имаме во тој дел активности во делот на експроприации, помош во однос на одредени други процедури кои што нас како надлежност ни се дадени, така што и во иднина не очекува секако плодна соработка. Целта на градоначалникот Поповски е општина Пехчево да стане општина каде невработеноста ќе биде намалена до минимум и ќе се привлечат нови инвеститори. Имавме направено индустријска зона локално, наша од општината, во која што се продадоа сите парцели. Сега подискутиравме баш и околу тоа. Имаме намера да ја прошириме Грозил индустријската зона, со тоа што понатака ќе имаме потенцијална можност да продадеме уште некоја парцела, затоа што мислам дека има инвеститори кои што се појавуваат и некако сме интересни како место, како локација, така да верувам дека во иднина ќе се случат и некои нови капацитети, правни субјекти ќе се бидат заинтересирани да инвестираат тука, така да тековно едно по едно работите мислам ќе дојдат на свое место. Пехчево беше на времето индустријски град, потенцијал голем, имавме према процентот на вработени највеќе во
Второ град, че бевме во бивша Југославија, верувам дека сега не мора да бидеме до толку процентуално запослени, меѓутоа пак барем да го намалиме процентот на вработеност на минимум. Отворените денови со управата за имотно-правни работи се реализира во текот на месец март во сите општини од државата. Нови измени во Законот за живеалиште и престојувалиште. Секој државјанин на Република Македонија што ќе замени од земјава подолго од 3 месеци ќе мора да биде евидентиран во Министерството за внатрешни работи, на граничниот премин или во дипломатско-конзуларните представништва. Нови измени во Законот за живеалиште и престојувалиште. Секој државјанин на Република Македонија ќе мора да биде евидентиран. Граѓаните кои имаат намера привремено да престојуваат во странство подолго од 3 месеци, должни се за минувањето да го пријават во Министерството за внатрешни работи, на граничниот премин каде што ја преминуваат државната граница или во дипломатско-конзуларното представништво на Република Македонија во земјата во која заминува. Државјаните на Македонија исто така имаат должност во рок од 30 дена да го пријават враќањето. Во законските измени се прецизира дека ќе се поништува живеалиштето на оние граѓани кои нема да пријават дека ја напуштаат Македонија подолго од 3 месеци. Во измените на законот Министерството за внатрешни работи донесува решение за поништување на живеалиште, односно промена на адреса на стан на граѓанин, како и поништување на податоци на граѓанинот од евиденција за живеалиште, ако врз основа на оперативни сознанија и теренска проверка се утврди дека граѓанинот не живее на потврдената адреса, освен за граѓаните кои го пријавиле заминувањето во странство подолго од 3 месеци. Драматургот и писателот Трајче Кацаров ја издаде својата најнова книга «Малцинство на еден», во која го искажува личниот однос кон театарската стварност. Книгата е интересно четиво и за младите и за возрастните влюбеници на театарската уметност. Од печат излезе најновата книга «Малцинство на еден» од Трајче Кацаров, кој што третира теми од театарот, како авторот лично ја доживува театарската стварност. Книгата е еден вид мое присуство во театарот од некаде од почетокот на 90-тите години, па до минатата година, така 20 години, како човек кој што од внатре може да зборува на увце, тивко, јасно, но на некој начин и го забележал се она што се случувало во театарското живење и за време на создавањето на театарската представа и после во постпродукцијскиот период. Малцинство на еден е книга во која се застапени 30 на кратки изјави од страна на драматурзи во однос на се она што значило театарска и сценска изјава. Таму ќе се сретнат на крајот од книгата и некои мои обиди како некои нешта на еден духовит начин преку кроки цртежи да го препознам своето присуство или да го оправдам своето присуство во театарот, но најмногу го оправдувам со освртот на представите, со краткиот критички однос и кон сите реалитети. Изземајќи ги реалитетите, музичкото оформување и сценското оформување сценографијата, многу повеќе се задржувам на режисерската присутност, како и на авторската, така да има моменти кај што се зборува само за авторите, од типо на Поклен Молиер, како Чехов и така натаму. Не се исклучени актерските остварувања кои што во кратки црти е диктирана нивната присутност во сценскиот израз и во сценската изјава. Под наслов на книгата е Јак драматургот, а Кацаров смета дека многу драматурзи ќе се препознаат или ќе најдат поука како треба да се однесуваат со театарската стварност однатре. Министерството за економија предлага нови измени во Законот за возила. Со воведување на време траење на техничкиот преглед се пропишува и глоба за правното и за одговорното лице, доколку не вршат технички преглед во согласно со временското ограничување. Министерството за економија предлага нови измени на Законот за возила. Според предвидените законски измени, техничкиот преглед за возила треба да трае најмалку 15 минути, а за пречекореното време траење следуваат глоби.
Според Законот за возила, техничката исправност на возилото што учествува во сообраќајот на патиштата се проверува со технички преглед, што представува постапка со која правното лице за технички преглед ги утврдува податоците во врска со возилото. Неговите системи, составните делови, самостојните технички единици и опрема, како исполнувањето на други барања за нив. Со воведување на времетрењето на техничкиот преглед се пропишува и глоба за правното и одговорно лице, доколку не вршат технички преглед во согласност со временското ограничување. Предвидената глоба изнесува 3000 евра во денарска противредност за правното лице, односно 900 евра за одговорното лице и 300 евра за стручното лице. Распишан е огласот за компаниите од IT секторот кои сакаат да учествуваат во проектот за доделување таблети за студентите. Компаниите кои ги исполнуваат условите може да аплицираат во Министерството и да започнат со привлекување на студентите. Министерството за информатичко општество и администрација распиша оглас за компаниите од IT секторот кои сакаат да учествуваат во проектот за доделување таблети за студентите. Во текот на денешниот ден ќе биде објавен и повикот за студентите. Компаниите кои ги исполнуваат условите може да аплицираат во Министерството и да започнат со привлекување на студентите за искористување на нивниот ваучер, информираше министерот Иво Ивановски. Министерот Ивановски истакна дека анализата која што имаат направено како влада за тоа кои се цените и кои се таблетите кои се најбарани минатата година, покажува дека сумата од 8.000 денари е далеку подобра од она што беше најбаран таблет во цела 2014 година. Од А-класа на таблети во Република Македонија во 2014 година беа увезени 15.000 таблети, а само со оваа програма која што има владата на Република Македонија може да се понуди 12.000 ваучери на студентите. Тоа значи 3/4 од пазарот кој го имаше приватниот сектор цела мината година, а тоа сега ќе се спроведе во 2 до 3 месеци, истакна Ивановски. Агенцијата за подршка и промоција на туризмот во соработка со проектот на експанзија на мали бизниси ќе одржи дводневна обука за туристички сектор и стопанство. Обуката ќе овозможи вештина и знаење за организирање на активен туризам. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија во соработка со проектот на експанзија на мали бизниси, финансиран од USAID и од Интернационалната асоциација за активен туризам, одржуваат обуки за туристичкиот сектор и стопанството. Дводневната обука ќе им обезбеди на учесниците вештини и знаења кои се неопходни за да се постигне највисок квалитет во организирањето на првата европска регионална конференција за активен туризам. Таа ќе се одржи во мај 2016 година, а домаќин ќе биде Македонија. Обуките се фокусирани на оперативното усовршување и на безбедност и управување со ризик. Обуката ќе има практичен дел, дискусии и работа во групи, а со цел да се споделат најдобрите практики, заеднички да се действува во припрема на самитот, координирање на активностите, подобрување на туристичката понуда и услугата, збогатување на содржината, создавање нови туристички продукти, како и да се изгради одржлив бизнис. Ова е се во ова информативно издание на Канал Плюс. За крај видите какво во време ќе имаме денес и во наредните денови, а за сите настани и актуелности на истокот гледате во Дневникот во 16:30. Пријатен ден!